Граѓанската акција "Заслужуваме подобро" викендов помеѓу Велешани. Членовите на неформалната коалиција Граѓаните за Македонија велат дека целта на оваа акција е да се остварат средби и разговори со граѓаните. Нивните размислувања и идеи, нивните проблеми, предлози и сугестии на крајот од реализацијата на активностите ќе бидат сумирани и доставени до релевантните институции. Во тие услови се обидуваме токму не само и преку весникот, туку и преку целата иницијатива комуникацијата со граѓаните, контактите, прашањата, анкетите, да дознаеме што е она што им пречи, што е она што тие сакаат да го кажат, а нема кој да ги слушне. И затоа и во изминатите неколку недели во сите поголеми населени места, во сите градови, па и помали места се разбира, се посетува, се разговараше со граѓаните и сите тие резултати, сите тие разговори ќе се соберат на едно место и ќе се достават до релевантните институции и луѓе кои што треба да слушнат. Државните институции мора да знаат што е она што граѓаните го мислат за работењето на истите, велат спроведувачите на акцијата. И политичките партии мораат да имаат слух за потребите на граѓаните, вели Јаневски. Ова од причина што токму тие имаат обврска да ги подобрат условите за живот преку понуда на соодветни решенија за проблемите со кои населението се соочува. Јас сум сигурен дека ќе дојдеме до една политичка култура наскоро, каде што мислењата на граѓаните и нивниот глас ќе биде основата и единственото кое што ќе биде потребно за да се води една држава. Затоа што сега граѓаните од снеможеност да зборуваат гласно, од разни причини кои што се случуваат во државата, не ја водат својата држава. А државата е на граѓаните, државата е на народот. Не е ниту на политичарите, ниту на партиите, туку е на народот. И токму поради тоа имаат обврска тие да ги слушаат граѓаните. Бараме подобро бидејќи заслужуваме подобро. Под оваа парола действуваат деновиве повеќе од 200 граѓански активисти, од речиси 70 граѓански организации во 30-тината поголеми населени места во Република Македонија.